Најгрубо кршење на демократските принципи е кога кандидат за советник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е приведен во полициската станица во Кочани. Запленето му е возило, телефони, како и списоци за измена на членовите на избирачки одбори што ги предложи партијата, рече Лазо Митев, председател на Општинскиот комитет и носител на листата за советници на ВМРО ДПМН. На пресконференцијата пред полициската станица во Кочани, тој обвини дека на таков начин Министерството за внатрешни работи се вклучило во политичката кампања на СДСМ. Свестете се, ова е невиден скандал. Како прво, приведеното лице се наоѓа на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и во време на траење на политичка кампања му е невозможено да врши агитација и посета на гласачи од врата на врата. Со користење на институциите на системот, коалицијата предводена од ВМРО ДПМН се става во нееднаква положба и се оневозможува презентирање на програмата на целосно легален и со закон предвиден начин. Како второ, со одземање на списоци за измена на лица, именувани за членови и заменици членови на избирачки одбори од партијата на ВМРО ДПМН, се оневозможува партијата да направи измена на именувани лица, иако тоа е предвидено и дозволено од изборниот закон. Митев рече дека лицето кое било повикано во полицијата било информирано дека е постапувано по анонимна пријава, поради што има сомневања дека тоа е вистина. Според него, нема основа за кривично дело бидејќи се работело за активности во тек на предизборна кампања. Прашуваме, дали 6000 денари најдени кај татко и сопруг со поголема сума на пари, се поголема сума на пари, и ако е тоа така, дали да очекуваме апсење на пензионери кои можеме да ги видиме пред банките како ги земаат пензиите, или апсење на било кој друг која има оваа или слична сума кај себе. Дали СДС во Кочани воведува плаќање со бонови како во златното време на владење на СДС. На крајот од пресконференцијата, Митев рече дека вклучувањето на полициската станица во политичката кампања остава мрачна дамка на демократијата во Кочани и во Македонија. Порача дека за ваквата партизација и злоупотреба на институциите ќе биде побарана одговорност.